Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Треба да се провери кој стои зад македонскиот клуб во Благоевград, смета шефот на македонската дипломатија Буер Османи. Тој за бугарската национална телевизија БТВ изјави дека мора да се внимава на чувствителноста на билатералните односи и да се види дали навистина има добронамерност или се дел од туѓа агенда. ВМРО во Бугарија најави дека во недела ќе организира протест во Благоевград, а воедно се очекува навивачите на фудбалскиот тим Пирин да прослават 100 години од неговото формирање. Полицијата во Благоевград презема мерки за да спречи ескалација на овие настани, најави бугарската полиција. Во собранието денеска продолжува расправата за избор на Ристо Пенов за министер за локална самоуправа, како и за изборот на уставните суди. Предлогот Пенов да биде министер за локална самоуправа доаѓа откако неговиот сопартиец и претходник Горан Милевски поднесе оставка од функцијата од лични причини. Премиерот Димитар Ковачевски во вторникот од собраниската говорница рече дека е убеден дека владата со Ристо Пенов во областа за локална самоуправа ќе направи многу повеќе во стратешките политики и на локално и на централно ниво. Изминатите денови опозицијата и власта излегува со спротивставени ставови. Според првите власта со овој предлог прави да фокус на јавноста од вистинските проблеми и наместо да понуди решенија за економската и енергетската криза и да им помогне на граѓаните, таа предлага нов министер за кој не веруваат дека е добро решение. За пратениците од владеачките партии Пенов е добар избор и побараа поддршка од опозицијските пратеници. На денешната седница како втора точка е изборот на двајца уставни суди, за кои дебатата заврши и треба само да се изгласаат. Вчера председателот на собранието Талат Џафери изјави дека за кандидатите за уставните суди ќе се гласа поединачно. Вршителот на должноста премиер на Бугарија Галаб Донев во сабота ќе дојде во Република Македонија на покана на неговиот домаќин премиерот Димитар Ковачевски за да учествува на церемонијата по повод почетокот на изградбата на источниот дел на железничкиот коридор 8, делница Куманово-Белјаковце Крива Паланка, соопшти прес-центарот на бугарската влада. Настанот ќе се одржи во сабота во 12 часот во близина на Куманово, а ќе присуствува и бугарскиот вице-премиер за економски политики и министерот за транспорт и врски Христо Алексиев. Паневропскиот коридор 8 ја поврзува Бугарија со Македонија, Албанија и поморски пат со Италија. Тоа е клучна рута во однос на зајакнувањето на поврзаноста на регионот, создавајќи интермодална врска меѓу Црното и Јадранското море. Коридорот може да создаде голема додадена вредност за развојот на целиот Балкански регион. Американскиот претседател Џозеф Бајден изрази скептицизам за изјавите на рускиот претседател Владимир Путин дека нема намера да употреби нуклеарно оружје во Украина. Бајден смета дека самиот факт што Путин споменува дека нема да употребува атомско оружје упатува на како што потенцираше многу опасен во начинот на кој Москва му пристапува на овој проблем. Предходно, во својот вчерашен говор, Путин ги отфрли тврдењата дека Русија планира да употреби нуклеарно оружје во Украина, инсистирајќи дека Русија не се заканила дека ќе користи такво оружје, туку само одговара на нуклеарната уцена од западните лидери. Путин и другите руски функционери во последните неколку недели постојано изјавуваат дека Русија може да употреби нуклеарно оружје за да го заштити својот територијален интегритет, а тие изјави на Запад се толкуваат како имплицитни закани дека Русија ќе го употреби тоа оружје за да ги одбрани деловите од Украина за кои тврди дека ги анектираше, потсетуваат западните медиуми. Портпаролот на Белата куќа за национална безбедност Џон Кирби во интервју за CNN изјави дека е можно Русија да размислува за употреба на така наречената валкана бомба, а потоа за нејзина употреба ја обвиди самата Украина. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.